Уште 6 кола до крајот од сезоната во втората македонска фудбалска лига или во игра со 18 бодови. Кои екипи ќе испаднат од втората лига? Анализа на спортска мрежа. Кои екипи се најблиску до испаѓање од втората лига, односно кои екипи има најтежок пат до опстанок во втората лига. 6 екипи сериозно влегуваат во борбата за опстанок во втората лига, односно Караорман, Каменица Саса, Осогово, Победа, Тетекс и Новаци. Одиме поред. Караорман е на ното од табелата со 15 бодови на своето конто. Стружени ќе има најголем притисок од овие можни 18 бодови да соберат доволно за опстанок. Еве го распоредот на Караорман. Веќе овој викенд на домашен терен против Прилепска Победа. Потоа гостување во Кочине кај Осогово, потоа дома против Беласица, гостување кај Новаци, на домашен терен против Каменица Саса и последно коло гостување во Радовиш против Детонит Плачковица. Од овие 6 надпревари, освен надпреварите со Беласица и Детонит Плачковица, Караорман игра директни дерби надпревари со конкурентите за опстанок. Каменица Саса е предпоследна со 18 бодови на своето конто. Рударите во пролетниот дел се разбуди и собраа 10 бодови, со што сега се предпоследни, но со големи шанси за опстанок. Всушност Саса зависи само од себе. Веќе овој викенд пред Саса е важен меч против Новаци на домашен терен. Потоа следува тешко гостување против Охрид, па ново гостување во Радовиш против Детонит Плачковица, на домашен терен против Кожув од Гевгелија, гостување во Струга кај Караорман и во последното коло на домашен терен против Вардар Неготино. Осогово по една сезона во трета лига исто експресно се врати во втора лига, но може и експресно да ги собере куферите да се врати одново во трета лига исток. Жетварите собраа 20 бодови од овие 24 одиграни второлигашки надпревари, доволни само за 14-тото место или баражоната. Пред второлигашот од Кочине е тежок распоред, особено на последните 3 надпревари, каде квалитетот е на страната на противникот. Овој викенд Осогово има незгодно гостување во Гевгелија кај Кожув, потоа дома игра со Караорман, па потоа следува гостување во Неготино кај Вардар, потоа Осогово дома игра со Ланскиот прволига Скопје, следува гостување во Голема Речица кај Арсими и во последното коло на домашен терен против Битолски Пелестер. Победа нема ништо, но има млади фудбалери со големо срце и голема љубов кон клубот и играат како да ги имаат сите услови. Ланскиот прволигаш е на 13-тото место со 23 бодови и мака маче да се избори за опстанок во втората лига. Победа одигра една сезона во прва лига и експресно испадна, а сега на 6 кола до крајот нема право на грешка со цел да остане во втората лига. Прилепчени овој викенд веќе гостуваат во Струга кај Караорман, потоа на домашен терен играат со Вардар од Неготино, па следува гостување во Автокоманда кај на Железарница, ќе гледаме со очување на ланските прволигаши Скопје и Победа. Потоа на домашен терен во Прилеп против Арсими, па гостување кај Пелестер и на домашен терен против лидерот Беса. Тоа значи дека Победа го има и најтешкиот распоред во таа борба за собирање на бодови. Според квалитетот, првите 2 надпревари од овие 6 се реална можност за победа. Останатите се надпревари против квалитетни противници кои ќе бидат апсолутни фаворити. Тетекс е на 12-тото место со 24 бодови на своето конто, а веќе овој викенд Тетекс гостува кај Скопје. Потоа игра против Арсими дома, па гостува кај Пелестер, па ќе биде домаќин на лидерот Беса. На домашен терен против Охрид и во последното коло гостување кај Башкими во Куманово. Новаци никако да се разбуди од зимскиот сон. Повратникот од втората лига во есенскиот дел беше изненадување и одигра одлична полусезона, а во пролетниот дел, наместо подобрување на резултатите, Новац има голем пат во играта и сега го загроза опстанокот. Со 25 бодови на своето конто, Новац е на 11-тото место. Овој викенд Новац има тешко гостување во македонска Каменица кај Саса. Потоа на домашен терен игра со Детонит Плачковица, па следува гостување кај Кожув во Гевгелија. Потоа на домашен терен против Караорман, па гостување во Неготино кај Вардар и во последното коло Новаци со Скопје. Кои од овие екипи ќе соберат најмногу бодови од овие 18 колку што се останати во игра? Кои две екипи ќе испакуваат куферите за трета лига, а која екипа ќе се загрева за баражот за опстанок во втора лига? На 18 мај, 3 од овие екипи ќе се радуваат што обезбедели опстанок, а 2 екипи ќе бидат веќе нови третолигаши, а една екипа ќе мора да причека уште една недела за преку бараж да го обезбеди опстанокот во втората македонска фудбалска лига.